Вице-премиерот Изет Меджити натаму вели дека постојат разговори со пратеници од Европскиот фронт за зајакнување на парламентарното мнозинство. Иако претходно се тврдеше дека разговорите се водат со Алијанса за албанците на села, партиски извори велат дека нема ништо од тие разговори и дека тие остануваат во Европскиот фронт. Неофицијално, извесно време се преговара со председателот на ДПА Мендух Тачи да премине во мнозинството, но Меджити не сакаше да потврди. Има најави, се работи, значи се зголемува мнозинство. А со кога разговарате? Па ќе бидете известени, мислам, во принцип со пратеници од Европскиот фронт. Дали имате разговори со Тачи за преминување? Не исклучувам никој. По заминувањето на Таравари од власта се наруши и Бадентеровото мнозинство, кое сега зависи од Европскиот фронт, а поради ова клучни закони чекаат на усвојување. Сепак Меджити вели дека не е проблем Бадентерот, но и покрај ваквото тврдење, сепак тој го повика Дуи да го поддржат законот за инспекторатот на јазиците, а дека во иднина овој инспекторат ќе премине во Агенцијата за јазиците. Сај паркет Бадентерет, фолјаче шумица порритат, нука проблем, аз џат функционимит, аз џат Бадентерет, менде се паркет да њофтоне дедвен вие. Повикувам Дуи опозицијата да го изгласа овој закон, да го решиме проблемот со вработените, значи да добиваат плати, а во наредна фаза, значи ќе работиме во насока да Агенцијата за јазиците се премине, значи, на исто ниво како и Агенцијата за храна, за да може после да го превземе инспекторатот за јазиците. Поради потребата од Бадентеровото мнозинство, останува неизгласан закон за инспекторатот на јазиците, бидејќи Дуи не сака да даде поддршка. Поради ова вработените во инспекторатот веќе 5 месеци немаат земено плата.